На еден позитивен, многу позитивен момент продолжуваме во студиото. Следниот разговор е на тема култура, музика. Гостинка која ни доаѓа од Битола. Една сцена го носи звукот на светот кај нас. Најавата мора да ја прочитам. Еден фестивал ја става Битола на познатата светска листа на градови кои го слават жанрот World Music или музика на светот. Маја Андоновска Илиевски, директорка на Центарот за култура Битола, е гостинка ова утро во Македонија. Добро утро. Добро утро. Допатувавте од Битола, да? Точно, утрински по дождот пристигнав во вашето студио за да кажеме што е она што ќе се случува во Битола, градот на културата, во наредните неколку дена. Еден фестивал кој, како што споменавте, го носи светскиот звук веќе 15 години, затоа што ние прославуваме 15 годишен јубилеј, со една навистина атрактивна програма, во која што ќе се слее не само битолската публика, туку очекуваме публика од целата земја, па и надвор, затоа што веќе имаме резервации и од Грција, и од Србија, и од Бугарија. Маја, ова е 15-то издание. Велите дека ќе понуди аудитивна авантура на светската музика, токму од срцето на Битола, нели? Како течеа подготовките за овој голем настан? Самиот факт што славиме јубилеј, 15 години постоење во време кога се почесто гледаме дека згаснуваат фестивали, манифестации и така натаму, за нас беше еден голем поттик да направиме програма која што ќе ги задоволи различните музички вкусови на повозрасната и помладата публика, а од друга страна навистина достојно да си го прославиме тој јубилеј. И верувам дека програмата која што ја подготви нашиот селектор Владимир Димовски заедно со мене и со сите вработени од Центарот за култура ќе биде нешто за што долго ќе се зборува кога овој фестивал ќе заврши. Овој фестивал нуди 3-дневна програма која што започнува во четврток со едно многу интересно, една преднајава на самиот фестивал, која што ќе биде промоција на првиот самостоен албум на Горан Таневски, за нас познат како Горан од Мизар, промоција на албумот Асцент, која што ја правиме во соработка со Лаба и МК. И со него некако символично го најавуваме започнувањето на фестивалот. Уште истата вечер имаме ов програма за помладата публика, која што се уште ја воспитуваме да ни доаѓа нели во нашите сали. Ние им одиме таму каде што се тие. Секоја година овој фестивал има своја и своја ов програма. Ов програмата започнуваме со кондуктор, тоа е еден наш битолчанец кој ќе пушта електронска музика во кафе барот Деус. Веќе во петокот го имаме и свеченото започнување или отворање на фестивалот, кое што ќе биде со една многу интересна музичка формација, која што е склопена од нашиот пианист Бобан Мирковски, и ќе ги споменам гостите од Грција, Стела Темпрели на виолонче, Војтано Ставридис на армоника, една многу убава музичка приказна наречена како Tales from the Box, во која што ќе бидат опфатени баш тој World Music, музика која што ќе не прошета низ целиот свет, а во склоп на самиот концерт, значи навлезот, бидејќи ова е концерт кој што ќе се случи во Битолскиот театар, имаме една многу убава изложба на еден наш битолски фотограф Петар Ставрев, хроничар на настаните во градот Битола, кој што е фанатичен собирач преку 40 години на грамофонски плочи, па подготвуваме една изложба на омоти од плочи по негов избор, која што исто така символично многу значат за овој фестивал, затоа што во овие 15 години навистина многу интересни уметници настапиле, но за тоа ќе зборуваме подоцна. Саботата веќе ни е резервирана за групата Лајбах, која во моментов ја има својата ноемвривска европска турнеја. Да, тоа беше следното прашање. Да, успеавте вие како Центар за култура, што е во овие години на живење многу неблагодарно да се биде, затоа што културата е некако, некој се обидува да ја маргинализира или пак општественото живење во моментов е такво, кое што некако ја потиснува културата, меѓутоа човекот без култура не е човек, нели? Абсолютно. Да успеавте фестивалот да го ставите на листа на градови на светска турнеја на овој легендарен бенд. Лајбах го знаеме ние повозрастите малку, да, косата не издава, нели? Бојата на косата. Како успеавте во ова наставување? Приказната со Лајбах е многу интересна. Јас сум по професија актер и пред 5 години бев на еден театарски фестивал во Суботица во Србија, кој што беше затворен со концерт на групата Лајбах.
Имав среќа да седам во првиот ред на концертот и веднаш после концертот да побарам контакт од менаџерот на Лајбак, затоа што знаев дека во еден момент Лајбак треба да биде дел од фестивал на музика од светот. Ни се случија веднаш потоа корони и така натаму настани кои што не беа податни да можеме навистина да донесеме бенд од типот на Лајбак во Битола. Како полека се смируваа работите, веќе скоро повеќе од година дена бевме во преговори. Мислам дека се случува овој концерт во идеално време, затоа што за нас навистина е голема гордост што Битола се запишува меѓу 20 европски градови каде што Лајбак патува во овој момент, така што со добра комуникација и со многу голема техничка подготовка за тоа што не очекува во сабота. Можам да кажам дека Центарот за култура Битола ќе застане рамо до рамо со центрите, не знам, во Братислава, во Лондон, во Софија, во сите градови каде што настапува Лајбак, затоа што веќе сме подготвени технички по нивната рајдер листа да ги пречекаме и Битола да има шанса да доживее еден концерт од светски калибар. Еве подршка од Скопје, Битола да не представи во најубаво светло. Колку е тешко да се прават големи настани од ваков калибар, од ваков тип во град кој што не е главен, кој што не е престолнина, кој што не е метропола, иако метропола е сега многу искористен израз во разни контексти. Колку е тешко за еден град кој што не е центарот на случувањата во една земја да организира ваков настан и да донесе вакви големи имиња? Факт е дека поголемиот број на настани во оваа држава се централизирани во Скопје и тоа е некако природно, затоа што Скопје апсолутно. Меѓутоа, многу нескромно секогаш звучам кога зборувам за мојата Битола. Битола е еден уметнички центар во државата. Битола е градот на културата и тоа не е дефиниција на која што ние се подпираме на стара слава, туку тоа е дефиниција на која што ние работиме 365 дена во годината. Ова е само еден од фестивалите на кој што Битола е свој хост. Ние сме битолчани луѓе задоени со култура. Ние обучуваме и едуцираме публика уште од најмладите години, така што можам да кажам дека за нас е секогаш голем предизвик во однос на техничка подготовка за ваквиот тип на фестивали, во однос на финансии, во однос на цената на карта која што можеш да ја ставиш за големите настани. Меѓутоа, од друга страна, верувам дека рамо до рамо се носиме со главниот град. Дури и многу често ни доаѓа, еве конкретно из овој фестивал, веќе имаме резервации над 80 на публика кој што ќе ни дојде од Скопје, претежно од Скопје, меѓутоа и од други делови, особено од тој регион кој што ние си го држиме, што мене ми е многу радост, заради тоа што покрај тоа што Центарот за култура е најголемиот центар за култура во државата, еве можам комотно да кажам лидер во Одечки. Ние имаме еден национален театар, Битолскиот народен театар, исто така познат. Имаме еден фестивал Браќа Манаки, фестивал Интерфест, имаме фестивал на музика од светот, фестивал Илинденски денови, фестивал на монодрама, сите интернационални по својот карактер, така што верувам дека на некаков начин сме направиле, навистина сме ја испишале таа дефиниција зошто во Битола се случуваат вакви настани и зошто Битола заслужува да и се случуваат вакви фестивали и вакви групи како групата Лајбак. Не напоменав дека напоменав дека гледаме да едуцираме публика. Како што ја споменав оваа главна програма, ние се трудиме секој фестивал и на музика од светот, меѓутоа и сите други фестивали да имаат своја ОВ програма. Оваа година на ОВ програмата имаме навистина добра соработка со Europe House, Битола и Олабај. Јас ќе споменам дека оваа година во ОВ програмата во ноќниот клуб Јагода ги имаме Сонја Исмаил и Зоки Бејбе од Скопје. Значи си покануваме и гости од мора да има соработка. Мора да живееме. И се разбира дека после Лајбак во Порта Джез имаме DJ Керцел, а во повторно во ноќниот клуб Јагода имаме Марко Настич, така што се трудиме како фестивал да ја опфатиме домашната музичка сцена, балканската музичка сцена, но и се разбира европската и светската. Јас сакам да прочитам што се случувало во овие 15 години во Битола и кои имиња застанале на сцената во Центарот за култура. Да, што ќе му даде дополнителна тежина на сето ова. Ова е фестивал кој што започнал ненаметливо, кој што започнал скромно, но во овие 15 години изградил една сериозна историја на која што настапиле Ричард Галијано, Тереза Салгуеро, Наташа Атлас, Рабо Аби Калил, Тангарија квартет, Каршу Домнес, Јола Калифе, Марла Блуменбрат,
Блуменбранд, Ибраим Метин Угур, Бабазула Али Дојран, Балкан Еспрес, Керем Ѓоршев Трио, Нјуш Парк, Джез Оркестра, Божо Вречо, Джипси Грув, компанија Фламенка, Екос од Куба, Хели Секинен од Финска, Јелена Томашевиќ, Либер Кватро, Танго Енсамбл, Билја Крстич. Од македонците би ги споменала Каролина Гочева, Љубојна, Васил Хаджиманов бенд, Никола Коџабашија, Фолтин, Пенелопе Екс, Дженгис Ибраим, Джест Квартет, Баклава Синтезис, Марија Димитриевиќ, Џамбо Агушеви, Владимир Четкар, Благојче Трајковски, Камерниот оркестар на Битола. Можам уште многу да набројувам. Еве вака сакав да споменам какви големини на музички имиња продефилирале низ Битола, биле дел од овој фестивал. Ова што го правите. World Music е релативно нов концепт, се форсира, го форсираат многу големи фестивали широм светот, но меѓутоа не е тоа комерцијала, туку е вистинска култура. Точно, World Music не е име кое што фестивал кој што носи имиња кои што се широко познати на широките народни маси. Сепак ние покануваме музички имиња кои што ја негуваат пред се, значи секоја година имаме задолжително еден концерт кој што е традиционално World Music или негува етно музика од една земја од која што доаѓа. Еве минатата година имавме на прекрасна фадо вечер со една навистина фасцинантна фадо пејачка која што оваа година беше гостинка и на Охридско лето. Тоа е нешто што не можеш да го доживееш секојдневно и е навистина за вистински музички сладокусци. Но затоа пак како фестивал кој што трае 3 дена, ние ги отвориме од 23 до 25. Апсолутно. Да. Ние ги шириме видиците и веќе и последните години имаме и покомерцијални бендови, имаме и ов програма на електронска музика, рок бендови и така натаму, за да можеме нормално да понудиме различни материјали за различни музички вкусови. Културата оди со спортот, Пелистер ќе атакува на првата победа во Лигата на шампионите, да покаже зашто е шампион на Македонија. Ќе оди Битола да го гледа, ќе го бодри. Јас морам да кажам дека се надевам дека ќе стигнам на време. Лично јас не пропуштам надпревар, без разлика дали станува збор за ракомет или кошарка, затоа што, видете, културата и спортот се двигатели во едно општество, а ние битолчани сме познати и по тоа што сме град на култура, но и град на спортот. Така што јас вечерва се надевам ќе бидам на трибините и се разбира да си го бодриме нашиот клуб Eurofarm Пелистер. Бидете такви, останете така со тој елан. Благодариме што допатувавте од Битола да гостувате во нашата емисија. Маја Андоновски Илиевски, директорка на Центарот за култура Битола, гостин во Македонија наутро. Фестивалот, нели, музиката на светот или World Music беше тема на разговорот. Благодарам. Ви благодарам на поканата и повелете на фестивал.